На реките Вавилонски. Со приближувањето на Великиот пост, ние забележуваме дека во црковните богослужби се јавуваат посебни молитви, кои црквата премудро ги одредила за да не подготви за овој период на пост, молитва и покаяние. Така, во неделата на Митарот и Фарисеот, на утрената богослужба, се започнува со пеење на покајната песна "Отвори ми ги вратите на покаянието, животодавче", или "Покајанија двери отверзи ми, жизнодавче". Во наредната недела пак, а тоа е неделата на блудниот син, освен оваа прекрасна молитва, на утрената почнува да се пее Давидовиот псалм "На реките Вавилонски", псалм 136. Во псалтирот, овој псалм е поставен веднаш после торжествените и богопофални псалми 134, "Хвалите имја Господње", и 135, "Исповедајте се Господеви јако благ". Но по својата содржина, тој премногу се разликува од нив. Накратко, псалмот ни раскажува за еден период од животот на древните евреи, поточно за нивното прогонување во Вавилон и нивната неизмерна тага за родниот Ерусалим. Псалмот се пее наредните 2 недели, онаа на страшниот суд и неделата на простување, тоест онаа пред самиот почеток на Великиот пост. А зошто црквата го одредила пеењето на токму овој псалм? Како неговата содржина се однесува и на нас? Еве како тоа го објаснуваат господовите служители во своите обраќања кон верните. Во своето излагање "Великиот пост, нашето прогонство", од март 1965 година, отец Серафим Рос пишува, цитат: "На реките Вавилонски, таму седевме и плачевме, кога ќе си спомневме за Сион". Крај на цитатот од псалм 136. А овие зборови на великопостниот псалм нам на православните христијани, новиот Израел, ни напоменуваат за нашето прогонство. Овој псалм има посебно значење за православните Руси истргнати од Русија, но и за сите нас, православните христијани, кои живееме во овој свет како во прогонство, копнејќи да се вратиме во нашиот вистински дом, рајот. За нас Великиот пост е еден вид период на прогонство, востановен од нашата мајка, црквата, за да го освежи во нас споменот за Сион, од кого многу далеку сме залутале. Ние сме го заслужиле тоа прогонство, а заради нашата голема грешност имаме и голема потреба од него. Само преку горчините на прогонството, за кои ни напоменуваат постот, молитвата и покаянието на овој период, ние успеваме да ја сочуваме во себе визијата за нашиот Сион. Цитат: "Ако те заборавам тебе, Ерусалиме", крај на цитатот од псалм 136. Слаби и заборавни, ние во деновите на Великиот пост живееме така како Ерусалим никогаш и да не постоел за нас. Ние сме влюбени во нашиот свет, нашиот Вавилон. Ние сме заведени од обилните задоволства на оваа туѓа земја и ги занемаруваме службите и поученијата на црквата, кои не подсетуваат за нашиот вистински дом. И полошо од тоа, ние ги љубиме самите наши поробувачи, зашто нашите гревови не држат во заробеништво многу потцврсто отколку секоја човечка стража. И ние им служиме, минувајќи ги бесполезно драгоцените денови на постот, кога треба да се подготвуваме за пречекот на сончевиот изгрев на новиот Ерусалим, за воскресението на нашиот Господ Исус Христос. Но се уште има време. Ние мораме да си спомнеме каде е нашиот вистински дом и да заплачеме за гревовите кои не изгониле од него. Да ги земеме при срце зборовите на светиот Јован Лествичник. Прогонството е оддалечување од се, со намера да се сочува нашиот ум во неразделно единство со Бога. Прогонетиот го љуби плачот и самиот непрекидно плаче. Изгонети од рајот, ние не можеме да се надеваме на повторно враќање во него, доколку најпрво не бидеме изгонети од светот. Тоа можеме да го постигнеме помирувајќи ги овие денови во пост, молитва, оддалечување од светот, посетување на црковните богослужби, со солзи на покаяние, со подготвување за радосниот празник, кој ќе го означи крајот на овој период на прогонство и сведочејќи им на сите во оваа туѓа земја за настапувањето на еден уште поголем празник. Денот кога нашиот Господ ќе дојде да ги врати своите луѓе во новиот Ерусалим, кој ќе биде за вечност
и од кого никој веќе нема да биде прогонет. Митрополитот Филарет Вознесенски, првоиерархот на Руската православна задгранична црква од 1964 до 1986 година, во својата беседа за значењето на псалмот на реките Вавилонски, говори: основната смисла на псалмот на реките Вавилонски, посебно за нас христијаните, не е во историските случувања, но во тоа што овој псалм ни напоменува за тоа како евреите, бивајќи во заробеништво во Вавилон, се научиле да ги љубат своите светиња, да ги чуваат во себе и да ги носат во своите срца. Жестоките поробувачи им говореле: пејте ни од сионските песни, а тие одговарале: како да ја пееме Господовата песна на туѓа земја? Така ни прилега и нам, кои сме се востановиле на многу реки, далеку од своето родно место, да земеме пример од еврејскиот народ, кој се научил бивајќи во заробеништво да ги носи во себе своите светиња, да ги почитува и да ги чува. Цитат: Керко Вавилонска, опустошителке, блажен е оној кој ќе ти врати за делото што ни го направи, блажен е оној кој ќе ги зграби и разбие твоите младенци од камен. Крај на цитатот, Псалм 136. Но основната духовна смисла на овој псалм, во согласно со други свети оци, била објасната и од големиот старец Амвроси. Во едно од своите поучителни писанија, Одис Амвроси се обраќа кон самиот себе си говорејќи: Керко Вавилонска, моја грешна плот, кога ќе се научиш да ги разбиваш гревовните твои младенци од каменот на верата? Светите оци го нарекуваат гревот гревовен младенец, кога тој само се појавил во човековата душа, но се уште не завладеал со ним. Тоа значи дека соблазната на гревот се појавила во душата, но човекот може да ја победи таа соблазна, која е нужно да ја отфрли од себе веднаш штом ќе се појави. Ако човекот го задржува она што го соблазнува во душата и мислите, посветувајќи му внимание, тогаш тоа со секој момент станува се посилно и попримамливо, и што подолго соблазната останува во душата, толку потешко ќе биде таа да се победи. Токму затоа и големиот старец говори дека е неопходно гревовните младенци да се разбиваат од каменот на верата и да се води борба со гревот, изгонувајќи го надвор веднаш кога тој ќе се појави во душата, додека е уште слаб како младенец и се уште не завладеал со душата. Ова треба да го помни секој од нас. Митрополитот Јов, надлежниот архиереј за Чикашката и Средноамериканска епархија на Православната црква на Америка од 1993 до 2009 година, во својата беседа за време на великопостниот период од 2003 година, говори, цитат: На реките Вавилонски, таму седевме и плачевме, кога ќе си спомневме за Сион. Како ќе ја пееме Господовата песна во туѓа земја? Крај на цитатот. Возлюбени во Господа, со овие таговни, а воедно неописливо убави и силни зборови на Псалмот 136, ние влегуваме во великопостниот период. Се сеќаваме на зборовите на Свети Павле кој вели: Ние немаме постојан град, но го бараме оној што треба да дојде. Евреи, глава 13, стих 14. Ние сме во Вавилон и копнееме да се вратиме во својот дом. Ние сме во туѓа земја, каде што многу пати е тешко да се пее Господовата песна, песната на нашиот вистински идентитет и на нашиот роден крај. За христијаните секоја земја е туѓа земја, далеко од Царството Небесно. Секоја земја, нација или град што е од овој свет, порано или покасно се манифестира како воено поле, воена опасност, непризнавање на божественото значење на човечкиот живот, алчност за материјална добивка и секаков вид на морална дигресија. Великиот пост не повикува да ја оплакуваме оваа бедна состојба во која себе си се наоѓаме како заробеници. Нашите срца очајно повикуваат: навистина, како да ја пееме Господовата песна? Сепак, во Христовата светлина, ние согледуваме дека можеме и мораме да ја пееме Господовата песна. Ние откриваме дека иако секоја земја е туѓа земја, таа е сепак земјата во која сме повикани да бидеме сведоци и рефлексија на светлината што преобразува се. Со помош на Господовата благодат која толку обилно се излева на нас преку нашиот живот во Господа Исуса Христа, ние согледуваме дека можеме да ја поправиме навидом безнадежната состојба на овој паднат и скршен свет
и тоа почнувајќи најпрво со нашите собствени срца. Ние согледуваме дека и туѓата земја може да ни постане дом, ако го носиме Христа во срцата. Ние можеме да го почувствуваме предвкусот на Царството, кој е нашиот дом, и тоа преку светата евхаристична трпеза на која се принесува телото и крвта на нашиот Бог, преку светите црковни богослужби, преку слушањето и читањето на Светото Писмо и житијата на светиите кои се секогаш присутни со нас во црквата, преку нашите лични молитви и преку нашиот пост. Чувствувајќи го на тој начин присуството на Царството, ние тоа можеме да го споделиме и со другите, правејќи им добрини и така повлекувајќи ги во мрежата на Господовата љубов и благост. Ова е радосната тага на Великиот пост. Иако тагуваме поради гревовноста на светот, а пред се гревовноста на нашите животи, ние сепак не тагуваме како оние што немаат надеж, како што е напишано во првото послание до Солуњаните, глава 4, стих 13. Нашите очи се фокусирани на светата Пасха, потеклото и исполнувањето на нашето великопостно делување. Се што зборуваме и правиме за време на овие великопостни денови има само една цел – да бидат отстранети сите препреки што го заматуваат нашиот духовен вид, а се поставувани од нашата волја, за да можеме повторно да се фокусираме на надежта која е припремена за нас во рајот, како што пишува во Колосјаните, глава 1, стих 5. Токму оваа надеж, во уништувањето на смртта преку Христовото распнување и воскресение, ја разведрува нашата тага. Ова е таа надеж, сигурна и непоколеблива надеж во Господа, која ни овозможува да ја пееме Господовата песна, иако пребиваме во Вавилон. Возлюбени, да го започнеме овој благословен период на покаяние со радост, тежнејќи кон светата и величествена Пасха. И секогаш да имаме Господовата песна на нашите усни, песната која не повикува од нашето прогонство, во радоста на вечниот живот. Подготви и преведе од англиски и руски Сала.